Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. После 50 години се реконструира делницата 2 од надпатникот на автопатот Миладиновци-Штип до село Ерџелија, кој спојува повеќе села. Патниот правец село Пиширово, село Ерџелија е во завршна фаза. Градоначалникот на општина Свети Николе се надева дека со овој пат ќе се подобри животот на граѓаните. После 50 години се реконструира истиот патен правец, што ќе значи добробит за сите граѓани, не само општина Свети Николе, посебно за граѓаните од Ерџелија, Мустафино, Кадрифаково, Амзебегово и Пиширово. Жителите што ги сретнавме се задоволни, бидејќи сега ќе можат побрзо да стигнат до Свети Николе. Добро е направено, нека се направи убаво, града ќе си идемо, убаво е. Да, што оде колите да не се кршат. И убаво за све и да ни доваѓаат гости. Во е птен убавиње. Иначе тлапам у калата толку години бе, во е. До пред некоја година нагоре у чизми одеме у јули месец. Тоа сега е во супер. Меѓутоа, овој патен правец представува долга права линија и тука често, како што велат жителите, се вози многу брзо и непрописно. Тие бараат да се постават лежачки полицајци, за да се регулира сообраќајот. Што е тешко да туре тука еден куп полицаец, што е тешко? Тураа тамо нагоре негде, па ги тие вана избутаа селаните. Сега што е проблем на селото, ќе сметат тие ноќи што улавеат. Не, там не им требало, а овде што требе. Ово е раскрсница. Колку коли се тука удријат. Наша обврска ќе биде да го регулираме патниот правец, да не дојде до сообраќајни несреќи. Се надевам дека во скоро време ќе поставиме и сообраќајни знаци, се со цел регулирање на сообраќајот согласно законските прописи. Делницата е со должина од 2 километри, а средствата се обезбедени преку Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделието и дел од нив се од општина Свети Николе. Вкупната инвестиција за патниот правец е околу 13 милиони и 300 илјади денари. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.